денешна гостинка Александра Тодоровиќ е авторка на литература за деца. Таа главно пишува за Скопје и како што самата вели, незината идеја е уште од најмала возраст малите, односно децата, да се учат на припадност и да впрочем го осознаат сето она што е културна карактеристика на градот во кој што живеат и на знаменитостите кои што ги обкружуваат самите деца. За тоа како се подготвува пред пишување на литература за деца, меѓутоа и колку незината мајчинска улога и родителството ја помага во тоа да се оствари како авторка на книга за деца, ќе говориме со Александра Тодоровиќ во продолжение, меѓутоа ќе дознаете и за сите изненадувања кои што ги очекуваат читателите пред предстојниот саем на книга, а се организирани и се дел од програмата на издавачката куќа Сакам книги. Останете со нас во продолжение и проследете го овој возбудлив разговор во кој што верувам најмногу ќе уживаат љубителите на пишаниот збор и сите оние кои што сакаат да читаат книги. Александра, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Денешниот разговор ќе го посветиме на книгите и верувам дека сите што се љубители на пишаниот збор ќе си најдете некоја интересна сфера во овој наш разговор, дали од аспект на тоа како може да им помогне во авторирањето, во создавањето на содржините, затоа што разговарам и со авторка и со некој кој што стои зад издавачката дејност во Македонија и се грижи или сите квалитетни парчиња литература да стигнат многу поблиску до самите читатели. Ајде за почеток да почнеме со твоите книги. Ти си авторка признаена и познаена од страна на македонската читателска публика, особено од најмладата, најмалата читателска публика, преку твоите две книги кои што се посветени на Скопје. Сега, обично кога правам споредување на тоа како настанува едно книжевно, едно литературно дело, особено кога е наменето за деца, дали е тоа момент на експресија кај што само седнуваш, го запишуваш тоа што ти е во умот, тоа што ти е во мислите, тоа што го чувствуваш, например, и сакаш да скратиш од надворешни влијанија си со цел да остане тоа што е можда поавтентично, или си оној тип на писател со однос на тоа дека и самите книги се со едукативна содржина, кој што си прави белешки, се преиспитува, сам себе се критикува, може се консултираш со некој друг и колку истражување, например, ти е потребно за да дојдеш до еден финален резултат, односно она што ние го гледаме како читатели на крај. Прво сакам да се заблагодарам за поканата. Секогаш е задоволство да се учествувам во твојата емисија, затоа што е една од ретките кои што навистина секогаш го третираат квалитетот, без разлика нели за која област ти е емисијата, така што навистина ми е драго и чест да сум дел од мој збор околу прашањето. Би сакала да кажам дека книгите за деца се создаваат, ако кажам интуитивно, не знам, можеби ќе погрешам, меѓутоа сепак мора да има некој предизвик внатре, да не е она смислено, еве сега ќе седнам, ќе пишувам книга за деца. Не може така. Мислам, треба тоа да го чувствуваш, да биде дел од тебе за да можеш да го напишеш. Со умисла да седнеш да пишуваш, ајде сега ќе пишувам книга за деца, некако не знам, не ми оди. Така што и од секогаш ми било, да речам, тоа еден вид прашање во мене, кога ќе видам нели како некој пишува, нели воедно може да пишува и книги за деца и книги за возрастни. Гледам дека функционира, дека прават, значи автори пишуваат, можеби дури и се успешни, нели, во однос на двата типа книги, меѓутоа сепак мене ми е тоа многу чудно и мислам дека еден автор кога размислува како дете, не знам колку може да се свичне за да размислува и како возрастен. Мислам, во однос на размислување да секако нели мора да сме такви, меѓутоа она што да речеме не инспирира и не мотивира, не знам. Мене ми се децата секогаш и секогаш таа публика е нели секогаш е најголем предизвик затоа што тие не можат да се окријат навистина што чувствуваат за нешто. Ако тоа нели наидува кај нив на позитивна критика, тоа ми е доволно за да можам да продолжам. И сега моето продолжување малку се одолжи, меѓутоа во меѓувреме, нели како што знаеш и ти, со дете е се поинаку. Така, да. Токму така. И така што еве сега керкичката наполни 6 години, малку повеќе време веќе имам. И така што
би сакала серијалот да го завршам во, да речам, најбрз можен рок, со нели еден водич за деца, за градот, кој што е долго најавуван. Меѓутоа, еве сега се надевам и на и на време инвестирано од моја страна, меѓутоа и на средства инвестирани од градот или од некој кој што тоа ќе го препознае како навистина нешто потребно. Така е. Многу убаво што го внесе во разговорот и родителството и навистина можам да кажам дека јас откако станав родител некако поинаку гледам на сите деца. Другачие беше кога не бев родител, сите деца ми беа драги, меѓутоа не ги гледав со некој посебен интерес. Откако сум мајка, мислам дека многу повеќе внимание посветуваме на детскиот развој, повеќе сакам да ги разберам темите кои што се однесуваат на децата. Како беше во твојот случај конкретно, дали мајчинството и таа тесен непосреден однос со детскиот развој затоа што си постојано присутна во животот на твоите две дечиња ти донесе можеби некоја инспирација или можеби те научи на некоја техника како да се доближиш поблиску до детскиот ум и да го примениш тоа и во твоето пишување? Да, се разбира дека многу ми помогна моите деца околу тоа како треба да изгледаат книгите за да бидат доволно интересни за нив, за оваа генерација деца. И сега првата книга ми беше инспирирана од мојот син, а втората веќе е инспирирана од двете дечиња, затоа што се роди и ќерка ми. Секогаш тие ти го даваат правецот и многу олеснуваат. Тие ми беа и првите читатели, мислам, јас пред да издадам книгата, читав на синот, го прашував дали ти е доволно интересно, дали мислиш дека ќе биде добро. Дури и за насловот се консултирав со него и со неговите другарчиња, така што баш сакав да биде интересна за таа публика за која што се пишува, нормално. И меѓутоа сепак мора да го имаш и тоа детското во себе. Во рете, да, обкружен си со деца и се, меѓутоа мораш да го имаш тоа детето во себе за да можеш да пишуваш книги за деца. Инаку, затоа што кога тргнуваш од себе, а ти си веќе така скроен да размислуваш и знаеш дека многу малку нешта ти задржуваат внимание, мислам тоа е детското. И тука веќе знаеш како треба. И заради тоа и се создадени книгите такви какви што се, за да бидат интересни и за оние најголеми деца како мене и за тие помалите деца околу мене. И особено за оваа генерација на деца кои што се многу тешко име да го задржиш вниманието, кои што се научени на оние содржини кои што многу брзо ги примаат, меѓутоа и ги забораваат. И за да се создава, значи за оваа генерација на деца треба малку да имаш поинаков пристап. Во ред е супер, се класично, раскажување, пишување на книги, меѓутоа сепак мора да одиме во чекор со времето. Така, баш и тоа сакав да го споменам, како да го нотирам како еден факт и како нешто што можам да кажам дека е веќе општо прифатено, тоа е дека нашето детство и детето во нас, како што ти го наречем, многу се разликува од денешните деца. Денешните деца многу се, да кажам, фокусирани на екраните, на видеоигрици или на некои содржини кои што се инстант и кои што им го привлекуваат вниманието, меѓутоа тоа внимание е краткотрајно. Колку е тешко да се пишува за таква публика? Обично мојот заклучок, барем од разговорите што сум ги водела со писатели, со автори на литература за деца, е дека е многу одговорно да се пишува за деца. Зошто е поодговорно да се пишува за деца отколку за возрастни? Дали баш поради тоа што треба да им се привлече и да им се задржи вниманието, да се насочи во вистинскиот правец и можеби таа воспитна и педагошка улога што има книгата додека децата се во развој? Јас сметам дека воопшто целата издавачка дејност е многу морална и одговорна работа, без разлика дали се работи за деца или за возрастни. Многу е важно кога ќе издадеш една книга, кога ќе стоиш позади неја, без разлика дали како автор или како издавач, многу е важно да гарантираш во тоа што го продаваш, односно да речеме ако е издавач во прашање, тоа да биде се преведено безпрекорно, да биде лекторирано, да има добар печат, да можат луѓето убаво и разбирливо да го читаат сето тоа. Значи, во однос на тоа е она што е морално и одговорно. Да се почитува сечија работа, сечи труд, авторски права, што кај нас веќе некако малку е комерцијализирано, и запоставено е за жал тоа подрачје. Авторските права не ги плаќаат. Так. И тоа создава многу нелојална конкуренција.
кај нас. И во новинарството е многу слична ситуацијата, затоа што многу често си ги читаме сопствените авторски текстови на некои други портали, а воопшто не сме дале дозвола да се објават. Така што апсолутно те разбирам во тој дел. А во однос на деца, извини само што да дополнам. Да. Секако дека е многу одговорно и треба да внимаваш да пренесеш некоја порака која што ти сакаш да биде пренесена, а сепак ќе биде добра за сите деца и ќе влијае на еден позитивен начин. Токму затоа во двете книги јас се обидувам да им ја пренесам на децата љубовта прво кон градот, затоа што сепак Скопје е еден уникатен град кој што треба да го доживееш и преживееш, без разлика на се што му се случува на Скопје и што му се случувало. Ако љубовта е поголема и ако ти правиш нешто за градот убаво, без разлика што работиш, која професија ја имаш, тоа се допринесува за градот да биде поубав. И сите ако тргнеме од таа логика, секако дека ќе биде градот поубав. Ама најверојатно нас ни фалат луѓе што прават нешто убаво за градот. И затоа потоа градот не си го сакаат. Децата треба да научат дека Скопје е град на различности и од секогаш бил. И токму затоа во тие различности убавината на Скопје. И тие треба да се прифатат меѓу себе без разлика на било што. Колку текст, а колку илустрација е потребно за детското внимание да биде насочено кон книгата, затоа што мислам дека децата некако најактивно име сетилото за вид и дека баш тие илустрации најмногу ги привлекуваат кога се во прашање книгите. Колку е важно илустрациите да соодветствуваат со суштината и со пораката која што авторот сака да ја испрати? Многу е важно, затоа што јас, например, кога ја читам на ќерка ми дома, и таа мислам обавезно ги бара, според текстот што го читам, илустрациите. И сега ќе ме праша нешто, таму каде што да речеме недостасуваат илустрации или има многу малку, а каде е ова, зошто го нема ова? И за сите сцени е добро да има илустрација, особено кога се работи за деца до 7-8 годишна возраст, тоа е must have, затоа што децата обавезно бараат тоа да го видат и визуелно, додека возрастните пак се визуелизираат, додека читаат. Меѓутоа, децата се уште го немаат развиено тој механизам толку многу и затоа им е потребна таа илустрација. И јас кога се работи за деца, обично сакам таа илустрација да биде реална, особено кога се зборува за нешто реално како што е Скопје. Тие се навистина реални, да речам, реални споменици на култура, реални мала, значи се тоа вистина постои и убаво е кога е пресликано исто така. Мислам да не биде нешто апстрактно или слично како што има некој бран сега модерен, па сега да погаѓаме што е ова и како е, зошто нема потреба. Мислам не знам, јас такво мислење има, можеби е погрешно, меѓутоа е мое. И затоа и книгата е токму така. Мислам целата книга е со тие илустрации. Еве, да речеме, еве во чаршија, еве во Чифте Амамот, со оној многу познат таван со звезди, од кај што доаѓа светлината. Треба да го знаат ова, да видат дека има вакво нешто кај нас. Да се обрне внимание на деталите, тоа е навистина многу важно. Црквата Свети Спас, со ова интересно чукало, во што веќе нема. Мислам, тие се тие работи кои што мислам дека се важни и особено преку овие книги што може да го доживеат. Еве саат кулата. Така што еве потоа има и реални фотографии. И фотографии, да, тоа сакав да кажам, да. Што научи?
Кога сме веќе на тема илустрации, јас многу често на авторите им го поставам прашањето што мислите за уделот на вештачката интелигенција во начинот на создавање на творештвото, не само во книжевноста, туку воопшто и во уметноста. Дали постои некој страф или анимозитет кај самите автори кон вештачката интелигенција и дали е возможно воопшто вештачката интелигенција да произведува текст, односно да произведува книжевен расказ или книжевно дело кој што има еднаква уметничка вредност како автор кој што е човек и знаеш за мојата книга која што беше експериментална, дали воопшто читателот ќе може да погоди кој расказ е креиран со вештачка интелигенција, беше невозможно, да, а што е најстрашно јас како автор би го потпишала, дека јас сум автор на тоа што го каже вештачката интелигенција, затоа што толку многу се совпаѓаше со моите мисли, да буквално ми ископира вештачката интелигенција. Што мислиш ти по ова прашање како автор? Вака, јас сметам дека кај нас се уште треба многу голема едукација во однос на ова прашање, како да се користи вештачка интелигенција и како правилно да се користи, нели за да го добиеш тоа што го сакаш. Јас не знам дали знаеш дека сум и дел од првата организација за вештачка интелигенција кај нас. Честитки, баш сум заинтересирана што ќе ми кажеш сега на ова прашање. Ние се трудиме да ги едуцираме обичните луѓе, значи без разлика во која професија се, како подобро да искористат вештачката интелигенција, нели за да им заштеди време, нели во однос нели на некои пребарувања или слично. И тоа е многу важно. И сега, кога се работи за ваква содржина, авторска содржина, можам да кажам дека да речеме, со твој AI агент, ако работиш и ако даваш нели правилни промптови, дека тоа можеби ќе резултира со еден производ кој што многу лесно ќе можеш да се мечува со твојот начин на размислување и со се, нели. Меѓутоа, ако тоа не знаеш да го користиш, тоа ќе излезе потоа нешто што навистина не личи на тебе, на твојот начин на размислување, на изразување. И тука веќе нели доаѓа до на невкусно користење на вештачка интелигенција, еве знаеш и ти само во новинарството тоа колку се користи ангро. Да, масовно се користи, дури и сега има некои алатки кои што им овозможуваат на новинарите и на читателите да направат увид дали текстот е пишуван со помош на вештачка интелигенција и точно има клучни зборови со кои што може да се види дека е цртичка, големата цртичка, да, има начин на препознавање. Ама интуитивно се препознава. Јас барем можам интуитивно да препознам кој текст е напишан. Да речам една од меѓу првите што тоа си го користела и веќе сигурно си толку добро, мислам, знаеш најверојатно и да го користиш, така што и да го користиш не е грета затоа што знаеш како треба за да изгледа нели потоа производот како што треба. А вака ако го користи некој што навистина не знае како, не дава добар резултат и може да се злоупотреби во многу ситуации. Сега доаѓаме на тема сајм на книга, омилен, да кажам, празник на читателите, на љубителите на пишаниот збор, фестивал на книгата, сите кои што ги сакаме книгите, многу се радуваме на сајмот на книга, а сакам книги секогаш не изненадува кога е во прашање сајмот на книга. Што е тоа што ново ни го спрема издавачката куќа за престојниот сајм на книга? Дали ќе има нови изданија и кои автори ќе се презентираат на овогодишниот сајм? Да, како што знаеш и самата, значи претходно 3 години поред навистина носиме автори кои што се многу популарни кај нас. Почнавме со Крис Картер, па Лиса Фини, која што е сега мега популарна со сериите на Netflix и Фичак, лани беше шлаг на торта, јаготка на шлагот. Так, сите беа главни звезди на сајмот, морам да кажам. И годинава ќе имаме исто авторка, женско ќе биде, тоа можам да кажам, и доаѓа од Италија и не е автор на трилери, туку пишува за жените, за женските права, за борбата на жените, така што навистина сметам дека особено за овој период што го живееме сега е навистина потребно, така што и секој ни биде, да речеме, на тој начин фокусирано и се надевам дека ќе имаме исто толку голема заинтересираност како што имавме и досега, затоа што со незините книги се обидуваме сепак на некој начин да им дадеме на жените храброст и самодоверба за да знаат нели дека веќе и некој друг го поминал можеби нели тоа нештото што
што го преживуваат, нели, жените без разлика вака или онака, и книгите се секогаш оние кои што ти се, нели, пријатели без да знаеш, затоа што ги читаш тие ситуации, се препознаваш во нив и потоа ти се ветар во грб за се понатаму. Затоа што тие хероини не се измислени. Сите хероини, сите херои од книгите се некој што постоел некогаш, или можеби комбинација од повеќе ликови, меѓутоа сепак тие се реални. Така. Тоа е плод на искуството на авторот во најмала рака, како тоа ќе го пренесе и раскаже веќе тоа прашање на уметничка форма, меѓутоа дефинитивно ликовите од романите и од белетристиката ги среќаваме и во нашето секојдневие на улиците, и она што е многу важно да го потенцирам веќе кога говориме за женските теми во литературата и во книжевноста, многу често ни забележуваат, ама тоа е на ефемерно рамниште, зошто сега повторно се потенцира правата на жените, па жените ги имаат сите права. Меѓутоа, кога ќе не пукне некоја реалност, како што не пука во нашето секојдневие со секојдневни примери каде што сведочиме на брутално газење по женските права, сваќаме дека не е доволно да се говори на оваа тема, и секако литературата е еден од можеби најсправните начини каде да го довериме нашето внимание и од каде да учиме преку туѓи искуства да ги примениме, барем да го разбереме она што ни се случува. Јас сум секогаш за тоа. Кога говориме за македонските автори, знам дека Сакам книги прави промоција и често на македонски автори и организира дружби и средби со македонски автори на саимите на книга. Што е тоа што ќе се случува на ова поле? Сигурно, сигурно знам дека Далибор Трајковиќ има нов роман, тој е автор на трилери и навистина многу обожуван од нашите читатели овде, затоа што очигледно, значи, си ја знае работата и го погодува вкусот, нели, на читателите. Би сакала да кажам, кога сме веќе кај трилерите, дека ќе имаме нови наслови од Фицек и од Картер, така што сите љубители на трилери ќе имаат убав избор. Вчера излезе од печат Железен пламен од Ребека Јарос. Тоа е еден жанр кој што ние досега не сме го издавале, фантазија. Првата книга е Четврто крило, меѓутоа е многу популарна и сите оние кои што ја прочитале, а не читале, нели, таков жанр, се навистина изненадени, затоа што не очекувале такво нешто, затоа што тоа е една епска книга која што ги поврзува можеби сите жанрови, затоа што пред се во средиштето имате една главна хероина која што е многу силна и која што се успева да се избори, нели, со сите предизвици по патот, и има убава романса, така што на вистина сите оние кои што ја прочитале до сега само одвај чекаат, нели, нов дел, а еден дел е околу 800 страни, така што има материјал за читање. Одлично, баш се радувам на вакви настани, тие се многу значени за унапредување на нашата култура и книжевна сцена, и дај Боже да ги има повеќе во иднина. Еден таков настан е утрешниот во понеделник, што се реализира со помош на издавачката куќа Сакам книги, па ајде да ги заинтригираме нашите гледачи за што станува збор поконкретно. Така, значи во понеделник ќе се собираме во мегапаркот Карпош. Тоа е веднаш спроти адреналинскиот парк, кој што е во изградба. Ќе садиме дрвја, ќе читаме книги и ќе слушаме убава музика. Така што не поврзува љубовта кон природата, односно грижата кон природата и љубовта кон книгите, затоа што во склоп на проектот со љубов од Европа, ние имаме иницијатива, нели, дел од средствата, нели, кои што ќе ги добиеме, нели, со продажба на книгите поврзани со тој проект, да ги употребиме во донација на садници и во соработка со градот, нели, најдовме локација каде тоа ќе биде, и во понеделник ќе ги посадиме садниците со многу дечиња, затоа што сакаме оваа љубов и грижа за природата да им ја пренесеме на тие генерации, затоа што верувам дека тие се многу важни и треба да се дел од вакви настани. Со тоа што настанот почнува од 11 часот, значи фино би било да дојдат, нели, што поголем број, и на деца и на возрастни се разбира, затоа што ќе биде забавно, времето ќе биде убаво. Тоа е најбитно. Да, тоа е, чекавме, нели, да помина овој дождлив период и
се надевам дека ќе се поминеме убаво. Ти благодарам многу, Александра, за овој прекрасен разговор и тоа што многу се трудиш и навистина се забележува дека си многу посветена на тоа да ги доближиш книгите до читателите и исто така и твојата создавачка дејност е за секоја пофалба и јас навистина би сакала да прочитам уште нешто ново од тебе. Се гледаме секако на сајмот на книга. Се гледаме таму, мајки. Фала. Ти благодарам. Љубовта кон пишаниот збор е исконска потреба на секој човечко битие и секој дали е читател или е творец на пишаниот збор еднакво има потреба да создава, односно да консумира литература и пишан збор кој што впрочем е одговор, односно е дел од потрагата од нови сознанија или потрагата по подлабока смисла и суштина на постоењето на сето она што не обкружува. Пред предстојниот саем на книга издавачките куќи нудат голем спектар на изненадувања кога се во прашање читателите, а се најавени и бројни гостувања на странски автори. За сето она што ги интересираше читателите и читателската публика во Македонија, особено од аспект на автор на книги за деца и од аспект на некој што се занимава со издавачка дејност, зборувавме со Александра Тодороvić во оваа емисија, а јас ви најавувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме повторно.